Почитувани гледачи на македонската телевизија, слушатели на македонското радио. Добро вечер од древниот катедрален храм на Охридските архиепископи Света Софија во Охрид. Во секој момент треба да почне свечената академија по повод милениумскиот јубилеј. 1000 години Охридска архиепископија, што се одржува под покровителство на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. На свечената академија, дел од црковно-државната прослава, освен архиепископот Охридски и македонски, господин Стефан и митрополитот Тимотеј, се очекува да се обратат и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев. На денот кога се празнува еден од најрадосните и најсветлите христијански празници, слегувањето на Светиот Дух, Педесетница, почнува честувањето на 1000-летниот јубилеј кој ќе се одбележува цела година со низа пригодни, духовни, културни, научни, уметнички настани. Попладнево на Плаошник се одржа молебен на кој присуствуваа висока државна делегација, представници од дипломатскиот кор, верници. На молебенот чиноначалствуваше неговото блажество архиепископот Охридски и Македонски во сослужение со членовите на Светиот архиерејски синод, свештенството и монаштвото на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Еден милениум од основањето на древната Охридска архиепископија е голем јубилеј, кој Македонската православна црква го слави како надоврзување на незиниот континуитет со архиепископијата, зошто токму таа е возобновена во лицето на Македонската православна црква. Затоа, во древниот храм Света Софија се поставени иконата на Свети Јован Депарски, првиот архиепископ на Охридската архиепископија, и портретот на архиепископот Доситеј, првиот архиепископ на Охридската архиепископија, возобновена во лицето на Македонската православна црква. Овде, во храмот на Божјата премудрост, Света Софија, ќе се одржи света архиерејска литургија. Двата торжествени настани, вечерашниот и утрешниот, ќе се пренесуваат на бим поставен во дворот на црквата, за да може да бидат проследени и од гостите и граѓаните во Охрид што нема да имаат можност да влезат во храмот, а Македонската радиотелевизија со директните преноси ќе возможи целиот македонски народ во земјава и во диаспората да биде дел од централните манифестации на милениумскиот јубилеј на Охридската архиепископија. Почитувани, да ја проследиме свечената академија.
Од името на покровителот на вечерашната свечена академија по повод Сенародниот духовен јубилеј 1000 години Охридска архиепископија, неговата екселенција доктор Ѓорѓе Иванов, председател на Република Македонија, го поздравувам присуството на неговото блаженство архиепископ Охридски и Македонски господин Стефан, на почитуваниот председател на владата на Република Македонија господинот Зоран Заев, на нивните високи преосвештенства и преосвештенства, на почитуваните министри во владата на Република Македонија, на почитуваниот председател и членовите на Македонската академија на науките и уметностите, на почитуваните представници на дипломатскиот кор во Република Македонија, на почитуваните ректори, декани и продекани, на почитуваниот директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи во Република Македонија, на почитуваните представници на верските заедници во Република Македонија, на почитуваните гости од соседните Србија, Бугарија и Турција, на нивните високи преподобија и на сечесните отци, на почитуваните присутни. Стојќи пред благородството на овој свештен собор, едно нескротливо трепетно чувство ја обзема, верувам, сечија душа. Соборот е величествен, но многу повозвишен е поводот за него. 1000 години од основањето на светата и богопрославена Охридска архиепископија, чијашта автокефалност е возобновена денес во лицето на Македонската православна црква. 1000 години откако византискиот Василий II го поставил најблагочестивиот монах, како што стои во неговата царска грамота, Јован од Дебар, за архиепископ на Охридската столица и го посведочил како најсвет архиепископ. Се чини дека нема ништо толку блескаво, толку свето и богодостојно во нашата историја од споменот за нашето сенародно, црковно, свештено началие, Охридската архиепископија, за која нејзините проучувачи пишуваат. Политичката власт тогаш во Македонија била османлиска, но духовната и принадлежела на Народната црква. Охридската архиепископија патриаршија имала законодавна, извршна и судско-граѓанска власт. Таа имала морален авторитет пред кој се приклонувале, со ретки исклучоци, сите нејзини членови, зашто тие верувале дека таа е патот кој ги води кон земна благосостојба и кон најважното, небесното идеално суштествување. И навистина по повод Сенародниот духовен јубилеј 1000 години Охридска архиепископија, неговата екселенција доктор Ѓорѓе Иванов, председател на Република Македонија, го поздравувам присуството на неговото блаженство архиепископ Охридски и Македонски господин Стефан, на почитуваниот председател на владата на Република Македонија господинот Зоран Заев, на нивните високи преосвештенства и преосвештенства, на почитуваните министри во владата на Република Македонија, на почитуваниот председател и членовите на Македонската академија на науките и уметностите, на почитуваните представници на дипломатскиот кор во Република Македонија, на почитуваните ректори, декани и продекани, на почитуваниот директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи во Република Македонија, на почитуваните представници на верските заедници во Република Македонија, на почитуваните гости од соседните Србија, Бугарија и Турција, на нивните високи преподобија и на сечесните отци, на почитуваните присутни. Стојќи пред благородството на овој свештен собор, едно нескротливо трепетно чувство ја обзема, верувам, сечија душа. Соборот е величествен, но многу повозвишен е поводот за него. 1000 години од основањето на светата и богопрославена Охридска архиепископија, чијашта автокефалност е возобновена денес во лицето на Македонската православна црква. 1000 години откако византискиот Василий II го поставил најблагочестивиот монах, како што стои во неговата царска грамота, Јован од Дебар, за архиепископ на Охридската столица и го посведочил
како најсвет архиепископ. Се чини дека нема ништо толку блескаво, толку свето и богодостојно во нашата историја од споменот за нашето сенародно, црковно, свештено началие, Охридската архиепископија, за која нејзините проучувачи пишуваат. Политичката власт тогаш во Македонија била османлиска, но духовната и принадлежела на Народната црква. Охридската архиепископија патриаршија имала закон заедно со сите го слави нејзиното илјадалетие. Затоа бивајте сведоци на светлината што илјада лета свети и мракот што не ја опфати. Трепетно возгласуваме вечерва и овде, под сводот на овој храм, паметникот на величието на Охридската црква. Овој ден го создаде Господ, да се зарадуваме и да се развеселиме во него. Почитувани, го поканувам првоерархот на македонскиот духовен Охридски трон, неговото блаженство архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, да ја отвори со поздравен говор вечерашнава свечена академија. Возлюбени чеда, рожбина Охридската архиепископија, гости и почитувачи на нашата древна црква, возлюбени во Господа. Не собра исклучителен настан. Одбележувањето на 1000 годишниот јубилеј на Охридската архиепископија. Не собра настан со кој би се гордеел секој народ и секоја помесна црква, настан што ја потврдува нашата вековна вистина, настан на кој се подпираат и нашето минато, и нашата сегашност, и нашата иднина. Токму Охрид, овој Свети Климентов и Самоилов град, оваа славна наша престолнина, како и овој свет катедрален храм, древнава Света Софија, нашата Охридска и македонска светиња на светињите, со овие избледени фрески од напластените векови, од доживеаните времиња и преживеаните невремиња, се живи хроничари за се што поминало и било и низ градските порти, и под овој свод, и низ овие свети двери. Ова наша Охридска архиепископија е сведок дека вистината секогаш е посилна од невистината, правдата од неправдата и љубовта од омразата. Па што се не доживеа ова наша древна црква од падот на царството и државата, од освојувањата и владењата и од истоверни и од друговерни, од уривањата и грабежите, од палењата и пустошењата, но духот на оваа славна наша архиепископија беше тоа што му даваше утеха на нашиот народ и го крепеше да обстои. Под незина закрила ги зачувавме и душата и верата, и од неа црпевме морални и духовни сили. Таа ни беше единствената подкрепа и надеж во робствата, единствен излез од безпаќата и патокас кон вечноста. Историјата на Охридската црква е историја на вековна духовна независност, на духовна сувереност на Македонија. Автономниот дух на Македонија не е нов, туку е рожба на нејзиниот историски живот, вели Иван Снегаров, познатиот црковен историчар родом од Охрид,
во своето дело за Охридската архиепископија, објавено во Софија меѓу двете светски војни, па продолжува: Македонија има право и е способна за политичка самостојност, кога веќе можела толку векови да обстојува како независна духовна организација и како што некогаш била основа за духовно обединување на балканските народи, така и сега таа може од јаболко на меѓубалкански раздор да прерасне во алка за општобалканско братство. Почитувани, историјата на Охридската архиепископија одела заедно со историјата на нашиот народ. Слободата на архиепископијата била и слобода за народот. Како што тоа некогаш било, за жал, така и денес. Кој ја признавал црквата, го признавал и народот, и кој ја негирал црквата, го негирал и нашиот народ и се што е македонско. Дури оние кои некогаш, благодарение на Охридската архиепископија, и духовно проодија и прогледаа, денес го негираат нејзиното постоење и не го прифаќаат нејзиното возобновување. Но знаел нашиот народ дека само народ со минато може да биде народ со иднина. Знаел дека нема вечни владари и трајни империи, туку дека има само народи кои вечно бдеат и ја чуваат својата историја. Ние денес, загледувајќи се во нашето минато, прилика е да се подсетиме и да се помолиме за личностите од минатото и за нивните заслуги и дела, трудејќи се достојно да се вложиме себе си и да ги насочиме своите обврски и задачи кон сегашниве и идните потреби на нашиот народ и црква. Душеполезно и спасоносно би било да живееме по она евангелското, што било најглавно во мисијата на нашата древна црква – љубовта кон Бога и љубовта кон луѓето. Само така ќе им се одолжиме и ќе покажеме достојна почит кон духовниците и паството, кон сите кои што низ вековите наназад и служеле и неиза и припаѓале, кон оние кои што некогаш дочекаа славни времења, кон оние кои што трпеле искушенија, кои што ја доживеале забраната на низината дејност, како и кон оние кои што ја бранеле од неправдите и се бореле за незино возобновување, и конечно кон оние кои што во лицето на Македонската православна црква го доживеаја и помогнаа во незиното воскресение. Нека ни е честит 1000 годишниот јубилеј на Охридската архиепископија, нека ни е вечна црквата Охридска и Македонска. Амин. Благодарам. Ви благодарам, Ваше Блаженство. Сега го поканувам неговото високопреосвештенство, митрополитот Дебарско-Кичевски и администратор Австралиско-Сиднејски, господин Тимотеј, од името на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, да се обрати со слово за историјата и делото на Охридската архиепископија. Повелете. Почитувани, историјата на православната црква и православната екумена, малобројни се цркви кои оставиле таков силен печат во времето и историјата како што го тоа има втиснато и остварено Охридската архиепископија. Самиот настан 1000 години Охридска архиепископија веќе одзвонува во времето, но и во вечноста. Тие 1000 години длабоко се проникнати во историјата на Балканот, но најмногу во историјата на македонскиот народ. Тоа се 1000 години исполнити со црковна традиција, вера, пастирска мудрост,
светост, богомудрие, со Христодаруваната небесна милост излејана на овој народ и ова црква. Историјата на Охридската архиепископија е историја на 10 вековна духовна и црковна самостојност, независност и автокефалност, заснована на свети Климентовите црковни традиции, на тие духовни извори, на благодатната сила од кои македонскиот народ со векови се напојувал и укрепувал. Но не само тоа. Основањето на Охридската архиепископија пред 1000 години со сите атрибути на самостојна автокефална црква без сомнение спаѓа меѓу неколкуте настани за кои длабоко сум убеден дека може да го понесе епитетот на еден светско-историски настан. Времето и вековите изминати, кои не делат од овој чин, со сета своја историска полнота, уште повеќе го изоструваат и потврдуваат ова мислење. Текот на историјата на Охридската архиепископија покажа дека самостојноста, односно автокефалноста на една црква е всушност и една од битните и незначајните специфичности и одлики на источната екумена и помесните цркви, кои заеднички и соборно општат во таа заедница. Големиот познавач на црковното право и каноните Никодим Милош своевремено ќе напише: Вселенската екуменска црква и треба да се состои од повеќе помесни цркви, бидејќи уште апостолите поаѓајќи да го проповедат Словото Божјо, односно Евангелието, основале такви цркви кои самостојно делувале. На тие историски основи, проникната со духот и благодатта на Евангелието, обстојувала и Охридската архиепископија, денес возобновена во лицето на Македонската православна црква. Кога говориме за историскиот континуитет на Охридската архиепископија и рефлексиите на современите црковни настани, може да се навраќаме и кон една историска ретроспектива низ која би се согледале важните настани кои ги детерминирале и оцртале историските текови, што ја овенчале со венец на екуменска црква. Тоа е така бидејќи христијанството на македонските простори засведочено уште од првите векови по Христа преку дејноста на светиот апостол Павле и неговите соработници, како и подоцнежните проповедници како што бил свети Еразмо Охридски, кој во Ликнит проповеда кон крајот на 3 век. Црковните традиции на предсловенскиот Ликнит ќе бидат обновени кон крајот на 9 век со доаѓањето на свети Климент и неговиот собрат свети Наум. Во текот на наредниот век, кога Самуил ја создава својата држава и почнува да го шири своето царство, црковната организација поставува на веќе воспоставени традиции, но во согласности со потребите на неговата државна политика. Самуилевата држава воено и политички победена во 1018 година ќе престане да постои, но црквата и црковните традиции обстојуваат и продолжуваат. Василий II, колку и да бил суров и немилосрден во борбите со Самуил, толку визионерски далекосежно постапува кога Самуиловата црква и низината диоцеза ги издвојува во нова црковна организација во ранг на архиепископија со статус на автокефална црква, која е потполно независна од останатите помесни цркви од Цариградската патријаршија. Василий самиот го поставува првиот архиепископ Јован Словен од Ебарско. Истиот Василий II, за да ја потврди автокефалност на Охридската архиепископија и да ја утврди незината положба и територијалната организација, издава 3 грамоти со кои што ги уредува правата на архиепископијата и бројот на епископите и митрополитите во незиниот состав. Токму врз легитимитетот и силата на овие повелби, Охридската архиепископија ќе го шири, зајакнува своето влијание на широките простори на Балканот низ наредните векови. Со првата грамота на Василий II, архиепископијата сочинувале 17 епископи со своји епархии епископски седишта. Простирајќи се на југ од Епир и Тесалија до Дунав и Срем и Видин, на север и Балканските планини на исток, Охридската архиепископија уште со самото основање представувала моќна и влијателна црква во православната екумена. Уште од самиот почеток на својата историја и постоење, Охридската архиепископија е представувана како наследничка на Јустинијана Прима. Учениот епископ Михаил Деволски во драгоцените дополнувања на историјата на Јован Скилица на самиот почеток на 12 век
пишува: Василий II ја направи архиепископијата автокефална, како што беше во времето на царот Роман, откако дозна за наредбите на царот Јустинијан, која тој ја нарекува татковина, која тогаш го имала Кастелион за епископ. Овие преференции заедно со вештината, умешноста на архиепископите, придонесувале Охридската архиепископија да ги наживее сите државни политички творби во кои била упатена низ историјата и во кои навлегувала. Охридската архиепископија, иако не можела да ги избегнува потресите до кои доаѓала со промена на државните управи, секогаш го бранела својот статус на стара црковна институција во рамките на христијанската заедница и ги истакнувала правните основи на своето постоење. Низ историјата меѓу охридските архиепископи имало учени богослови како Леон I од Ромеите, кој ќе биде еден од главните протагонисти во големата шизма, што ќе се случи во 1054 година меѓу Цариградската и Римската црква. Архиепископот Леон е познат и како ктитор на фреско-живописот во Катедралната црква Света Софија, кај што се наоѓаме. Имало и филозофи и книжевници, како што е архиепископот Теофилак Охридски, чии коментари и толкување на Евангелијата ќе бидат широко прифатени од христијанската црква. Меѓу архиепископите имало и номофилакси, исклучителни познавачи на каноните и црковното право, како што бил Димитрije Хоматијан. Овој учен архиереј е всушност најдобриот каноничар на своето време. Тој бил енергичен и авторитативен во одбраната на интересите на Охридската архиепископија. Меѓу неговите наследници имало и проповедници и исповедници, меѓу кои особено се истакнува знаменитиот Константин Кавасила. Неговото делување во Охрид оставило длабока трага и спомен. Охридската средина многу рано ќе го канонизира и неговите сликани портрети како на знаменит архиереј среќаваме веќе кон крајот на 13 век. Во време на неговиот наследник Теодор, императорот Михаил VIII Палеолог во 1272 година издаа познатата простагма, со која ги потврдува сите права и привилегии на Охридската архиепископија, повикувајќи се притоа на трите основачки грамоти на Василije II. Михаил Палеолог со простагмата уште еднаш ја истакнува целосната црковна и духовна супрематија на Охридската архиепископија над според него неканонски изделените Печката и Трновската црква. Охридската црква имала и ревносни ктитори како Григорije I, која имала апсолутната подршка на Андроник II, кој во 1312 година на архиепископијата издава познатата простагма со која се потврдуваат правата и привилегиите од времето на Михаил VIII и се зајакнува материјалната состојба на архиепископијата. Григорije I во 1313-14 ја гради големата припрата на галеријата на западната страна на Катедралната црква Света Софија и нарачува балдахин, а од страна на царот Андроник II Григорije добива и плаштаница извезена во сребро и злато која служела за литургиските потреби на архиепископската катедрала, како и две престолни икони на Господа Христа и на Богородица. По него изворите го бележат и Антим, чие архиерејство е прекинато со Душановото освојување на Охрид во 1334 година. Охридската црква меѓу архиереите имала и надарени дипломати, меѓу кои особено се истакнувале Јован и неговиот наследник Мати, кој во изворите го среќаваме во првата половина на 15 век. Тие двајца покажале големо чувство за дипломатија, успевајќи да ги регулираат односите со Високата порта. Охридската архиепископија е прва од христијанските автокефални цркви која ќе потпадне под османлиската власт, но и прва и за долго време единствена црква на Балканот која ќе продолжи со својата дејност, легализирајќи го својот правен статус во Османлиската империја. Нивните наследници од средината на 15 век, архиепископот Никола, Захари и Доротеј, ќе бидат достојни продолжувачи на политиката на архиепископијата, проширувајќи ја сферата на делувањето многу подалеку од матичните области, односно ги стават по своја юрисдикција и епархиите на укинатата Печка патријаршија. Архиепископот Доротеј е важен по неговата кореспонденција со молдавскиот војвода Стефан Велики околу ракополагањето на поглаварите на Молдавската црква,
тогаш под юрисдикција на Охридската архиепископија. Ова стратегиска определба за јакнење и ширење на влијанието во однос на црковна политика е следи и архиепископот Прокор, сигурно еден од најголемите поглавари на Охридската архиепископија од времето на османлискиот период. Овој енергичен архиерей, кој со катедрата на архиепископијата ќе управува меѓу 1525 и 1550 година, ќе биде најзаслужен за големиот подем на архиепископијата не само во доменот на црковната политика, туку и во доменот на уметноста и книжевноста. Прокор жестоко ќе се спротистави на обидите на епископот Павле Смедеревски да отцепи одделни епархии од архиепископијата, кои порано припаѓале на Печката патриаршија. Во овие настојувања тој имал поддршката и од синодот, но и исто така поддршка и од Цариградскиот патриарх. Прокор ќе биде присутен и на Светагора, и тоа како ктитор и приложник најмногу во манастирот Дохијар и во Кареја. За се уште големата моќ и влијание на Охридската архиепископија и по смртта на Прокор говори фактот што Охридскиот поглавар Пајси во 1565 година ќе преседава на соборот во Цариград свикан против патриаркот Јоасав II, како и Гаврил кој во 1582 година учествува на соборот во Цариград против Григоријанскиот календар. Но меѓу архиереите имало и маченици. Архиепископот Варлаам дури маченички ќе настрада во Велес во 1598 година. По 17 век, за време на архиепископите Авраам и Мелети и Харитон се бележат најтензивните врски на архиепископијата со рускиот царски двор во Москва. Времето на нивните наследници веќе го најавува времето на се посилно влијание и претензиите на Цариградската патриаршија кон Охридската архиепископија. Токму периодот на крајот на 17-тиот и првите децении од 18-тиот век ќе поминат во ова се поизразена борба на антагонизам, но во оваа фаза се уште надвладува влијанието на автоктоната странка, која како свој голем експонат го има архиепископот Зосим. Неговата заслуга е во тоа што овој авторитетен архиерей ќе придонесе во 1718 година, непосредно пред неговата смрт, на архиепископскиот трон да дојде тогаш најголемиот експонат на автоктонската странка Јоасав. Токму времето на архиепископот Јоасев во историја останува како последен голем црковен и културен подем на Охридската архиепископија. Овој енергичен архиерей со голема поддршка на москополците ќе остави еден особен белег на ова време се до средината на 18-тиот век. Јоасев во Охрид ја гради новата архиепископска палата во дворот на катедралната црква Света Богородица Перивлепта. Под негово покровителство, како и на манастирот Свети Наум во Москополе, работи позната москополска печатница. По неговата смрт, автоктонската страна, значително ослабната, ќе ја загуби борбата со фанариотите и целата состојба ќе кулминира во 1767 година, кога последниот архиепископ Охридски Арсений ќе биде принуден да се повлече од тронот на архиепископијата, со што всушност и престанува да постои, а незините епархии ќе потпаднат под власта на Цариградската патриаршија. Во 1776 година Охрид и Преспа ќе бидат соединети во една епархија, со тоа што митрополитот ќе се титулира Преспански и покрај тоа што ќе живее во Охрид. Ова одлука на Цариградската патриаршија ќе се спроведува се до Балканските војни, кога е направена нова епархиска поделба. Долгите вековни традиции, споменот на архиепископијата бил длабоко врежен во традициите на македонскиот народ, кој благодарение на Охридската архиепископија обстаел низ вековите со сите своји црковни, културни и етнички посебности. И во времето по 1767 година македонскиот народ, предводен од граѓанството и своите првенци, перманентно ќе настојува и ќе се заложува за обнова на Охридската архиепископија. Тој најдобро се согледува во времето на 19-тиот век. Старите традиции и желби за своја автокефална црква Свети Климент Охридска архиепископија повторно заживува за време на Втората светска војна, кога доаѓа до организирање на свештенството преку црковни собори во Издеглавје, подоцна и во рамките на асномските тела. Тоа особено се истакнува по војната во 1945-46,
кога многу јасно се отврла до тогашната црковна управа и се настојува формирање на самостојна Македонска православна црква. Овие настојувања ќе бидат јасно изложени и во црковните акти на првиот црковно-народен собор 46, на вториот 58, кога и всушност се прогласува Македонска архиепископија за автономна црква. Секако дека најзначаен е третиот црковно-народен собор во 1967 година, кога е обновена автокефалноста на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква. Минатата година одбележавме 50 години од возобновеноста на автокефалноста. Горди се на се она што е постигнато во тој период. Од 3 епархии денес имаме 12. Отворени се 2 просветни институции во кои заврши голем број на образован кадар. А од незабележително монаштво пред 50 години денес имаме над 200 монаси и монахињи. Целосно се издадени богослужбените книги на македонски јазик. Возобновени се многу храмови, манастири, црковни градби, со што се оправдува возобновањето на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква, како автокефална и независна. Да ни биде вековита и за многу години да прославуваме уште многу јубилеи. Благодарам. Ви благодарам, Ваше Високо Преосвештенство. Го поканувам председателот на Владата на Република Македонија, господинот Зоран Заев, да ви се обрати. Повелете. Ваше Блаженство, почитуван архиепископ Охридски Македонски, предстојател на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан, почитуван председател на Република Македонија, господин Георги Иванов, Ваши преосвештенства, членови на Синодот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, ценете екселенции, почитувани присутни, дами и господа. Значаен јубилеј не собра денеска. 1000 години од основање на Охридската архиепископија. Овој значаен настан од пред 1000 години тогаш имаше за цел да го прави тоа што го направи денеска, да не собере во заедништво, да ја славиме Црквата Христова. Истовремено сакам да издвојам дека тогаш, како и денеска, Охридската архиепископија беше една важна одредница во историјата на црквата, во историјата на христијанството на овие простори. Христовата црква со востолучувањето на катедрата на Охридската архиепископија не беше нова црква. Таа беше светла точка од историјата на континуитет на христијанството на овие простори со корени уште од апостолско време. Христијанството на просторите на географска Македонија прв пат го донесе, го прошири и го проповедаше светиот апостол Павле, за што сведочат и делата апостолски. На тие негови патувања бил придружуван и од други апостоли, кои подоцна и самите, независно од светиот апостол Павле, ќе проповедаат и ќе ја шират црквата Божја на овие простори. Низ историјата на христијанството се запишани бројни сведоштва за долгиот развој на црковното организирање, со богат духовен живот на бројните митрополии и епископии. За тој период, низ целата територија на денешна Република Македонија, говорат голем број ранохристијански базилики и црковни храмови. Во историската низа на организираниот црковен живот се вградени значајни датуми, настани и личности. Од Јустинијан I и автокефалната архиепископија Јустинијана Прима, до светите браќа Кирил и Методи, кои заедно со своите ученици свети Климент Охридски и свети Наум Охридски, го ширеле апостолското мисионерско дело на светиот апостол Павле со мисијата за сесловенското просветлување. Директен резултат на просветителската дејност меѓу словенските народи на свети браќа Кирил и Методи, а подоцна и на светите отци Охридски Климент и Наум, е Никулицот, од кој потоа израснуваат и првите словенски епископи на светата Охридска архиепископија.
Со овој настан, со кој одбележуваме 1000 години од постоењето на Охридската архиепископија, се сеќаваме на одлуката кога во 1018 година со трите златни печати Хрисовули на тогашниот византиски император била регулирана канонската положба и юрисдикција на архиепископијата со катедра во Охрид. Охридската архиепископија представувала духовно средиште на христијаните и народите, што ја прифатиле оваа верска припадност на целата територија на географска Македонија и била обединувачки, надетнички фактор, со оглед на фактот дека во тоа време црквата не била обременета со етнофилетизам и не била омеѓена од државните или од границите на кралствата и империите од таа епоха. Како таква, Охридската архиепископија обстојувала цели 8 века, се до 17. мај 1767 година, кога е окината, а нејзините епархии се присоединети кон Цариградската патриаршија. Почитувани, паралелно со развојот на црквата на овие простори се одвива и историскиот процес на формирањето на македонскиот идентитет, кој во поголем дел го приспоил христијанството како верска определба. Од Охридската архиепископија тој идентитет бил засилен и облагороден, како од духовен извор. Оттаму, сите идни премрежија и обстојби на Охридската архиепископија се премрежја и обстојби на народот кој себе си се идентификува како македонски и која започнува својата исконска и екзистенцијална определба и борба да го избори своето место како рамноправен, признаен и прифатен европски народ со автентичен идентитет. Во 19. век, на тлото на Европа особено отпочнаа последните големи историски процеси на формирањето и дефинирањето на нациите, кога православните христијански народи формираа автокефални национални цркви. Иако во принцип оваа појава беше во спротивност со изворните карактеристики на Охридската архиепископија и на православната христијанска духовност, која не познава такви граници, сепак, заради историските околности, со конечното остварување на вековниот стремеж за собствена, самостојна држава, народот во Македонија после Втората светска војна ги поттикна и отвори процесите за создавање на Македонската православна црква, која се повикува на духовните врски со својата изворна матица, Охридската архиепископија. После темелните подготовки во 1958 година во Охрид е одржан вториот македонски црковно-народен собир, каде што е прифатена предлогот за обнова на Свети Климентовата Охридска архиепископија, олицотворена во самостојната македонска православна црква, а за нејзин прв епископ е избран господин Доситеј. Светиот синод на Македонската православна црква на 17. јули 1967 година во Охрид го свика третиот црковно-народен собир и на свечената седница во Охридската црква Свети Климент Охридски ја прогласи Македонската православна црква за автокефална, точно 200 години по укинувањето на Охридската архиепископија. Почитувани, денеска чествуваме 1000 години од Охридската архиепископија. Тоа се 10 векови поврзаност и континуитет со колевката од која произлезе духовната сувереност на народот кој се собра околу идејата за своја држава и се избори за неа. Никој денеска не може да го порекне, да го отфрли тој посебен однос помеѓу Охридската архиепископија и народот во Република Македонија. Однос изграден на длабоки врски и почит со наследството што православните христијански верници го негуваат со Охридската архиепископија. Охридската архиепископија го поврза своето постоење со Македонската православна црква, која, иако се соочува со бројни искушенија, никогаш не посегнала по ништо што е туѓо, а на својата автокефалност се повикува, како што на неа се повикуваат сите помесни православни цркви денеска. Македонската православна црква Охридска архиепископија го има устројството и црковната структура,
организираност и свештенство како и сите други православни цркви. 10 активни епископи кои управуваат со 12 епархии, 600 активни свештеници во околу 500 парохии со повеќе од 2000 цркви и манастири. Надвор од границите на Република Македонија, Македонската православна црква, Охридска архиепископија, се грижи за диаспората во 4 епархии. Во духот на Охридската Свети Климентова школа, во апостолски дух, од Средното богословско училиште Свети Климент Охридски и од Богословскиот факултет Свети Климент Охридски, секоја година излегуваат нови, млади теолози и свештеници. Над 200 монаси и монахини во живите манастири под юрисдикција на Македонската православна црква го чуваат живото светоотечко предание. Изградени се многу нови цркви и манастири низ целата диецеза на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Возобновени се старите школи за византискиот иконопис на фрески и икони, според кои Македонија има посебно значење во светот. Црковните епархии се појавуваат како издавачи на десетици наслови богослужбени и теолошки книжевни дела, како и житија на светиите. Со духовниот препород, верниците ги наполнија црквите и манастирите. Ова се сведоштва за жива црква, со полн духовен раст. Искрено се надеваме дека многу скоро ќе преовлада христијанската љубов и добрата волја и дека Македонската православна црква Охридска архиепископија ќе стане дел од единството на православната заедница. Повторно ќе се повикаме на вредностите на древната Охридска архиепископија, која била духовната обединителка на православните народи. И уверени сме дека нејзиниот дух, возобновен во Македонската православна црква, може да прерасне во алка на помирување и обединување околу изворните принципи на заедништвото на православната црква. Нека ни е честит и вековит 1000 годишниот јубилеј на Охридската архиепископија. Благодарам. Ви благодарам. Сега го поканувам покровителот на вечерашното торжество, председателот на Република Македонија, неговата екселенција, доктор Ѓорѓе Иванов, да ни се обрати. Повелете. Почитувани присутни, Ваше блажество, архиепископ Охридски македонски господин Стефан, Ваше високо правосвештенство, почитуван премиер господин Заев, почитувани министри, пратеници, почитувани представници на локалната власт, председателя на Македонската академија на науките и уметностите, Ваши екселенции и драги гости. Годинава одбележуваме 1 милениум од новелата на византискиот император Василije II, посветена на славната Охридска архиепископија. Но славејќи го овој голем јубилеј, треба да бидеме свесни за едно нешто, а тоа е дека одлуката на Василий е констатирање на реалноста дека во Македонија веќе постоела организирана црква со црковна ерархија. Црква која произлегувала од верниците христијани, црква произлезена од народот и која постоела заради народот. Охридската архиепископија во 11 век не била нова садница на македонската почва, туку само една гранка од постарата народна црква на Самуиловата држава. А таа народна црква ја сочинувале учениците на првиот словенски епископ Свети Климент Охридски. Тој најголем ученик на светите Кирил и Методи го заокружил неколкувековното ширење на христијанството во македонските склавинии. Но и тоа не е почетокот на црквата во Македонија, и тоа е само една гранка од разгранетото христијанско стебло. Во 535 година, тука во Македонија, императорот Јустинијан I ја воспоставил архиепископијата Јустинијана Прима и го доделил третото место меѓу црквите во светот,
веднаш по Рим и Цариград. Но ниту Јустинијана прима не е стеблото што ја држи Охридската архиепископија, бидејќи Јустинијана прима била создадена за потребите на христијаните во Македонија. Христијани кои биле дел од македонските епископии, чии епископи учествувале на Вселенските собори, на кои го бранеле христијанството од разни ереси. Но ни тие епископии кои постоеле во времето на симфонијата меѓу црквата и империјата, не се стеблото на кое никнала Охридската архиепископија, бидејќи ним им предходела прогонуваната црква, она пред Миланскиот едикт од 313 година. Црква која во тајност се собирала во катакомбите и пештерите. И во тоа време на најжестоки прогони од страна на Римската империја, тука во Охрид, во Македонија, действувал свети Еразмо Лихницки, дојден од Антиокија. Во време кога да се биде христијанин било еднакво на смртна пресуда, тој го проповедал покајанието засновано врз воскресението на Исус Христос и кон црквата придобил 20.000 верници христијани. Потомците на тие христијани се покрсувале во крштелницата и заеднечареле во монументалната базилика на Плаошник. Но и маченичката генерација на свети Еразмо е само една гранка од разгранетото христијанско стебло. Бидејќи историјата многу јасно сведочи за следното. А тоа е дека христијанството во Македонија не го донесе ниту Васили, ниту Самуил, ниту Климент и Наум Охридски, ниту Кирил и Методи, ниту Јустинијан, ниту Еразмо Охридски. Христијанството во Македонија го донесе апостолот Павле. И сето тоа не враќа на стеблото што ги држи сите гранки, од апостолите во првиот век, па се до нас, до 21 век. А тоа стебло, таа вистинска лоза е Исус Христос. И токму поврзаноста и зависноста на гранките од лозата ја објаснуваат издржливоста, жилавоста и истрајноста на Христовата црква во Македонија до ден денес. Низ вековите црквата во Македонија се соочувала и со прогони и со просперитет. Носела различни имиња, нејзиниот статус бил унапредуван и смалуван, епархиите биле придодавани и одземани, нејзината диецеза била проширувана и стеснувана, разни владетели ја потврдувале и ја забранувале, обстојувала и во време на императори пагани, цареви христијани и султани муслимани. Но без разлика на сето тоа, таа била и останала плодоносна гранка на вистинската лоза на Исус Христос. Гранка која низ вековите ја пренесувала надежта за вечност со Бог. Токму поради таа надеж, луѓето независно од нивната етничка, социјална, јазична припадност биле толку многу приврзани кон својата црква. Толку приврзани што ниту најмокниот човек на најмокната империја на 11 век, византискиот император Василije II, не се осмелил да ја укине. Туку ја потврдил, ја проширил и ја заштитил. И тоа е чинот што ние денес го празнуваме. Денес ја празнуваме потврдата на постоењето на црквата во Македонија во ликот на Народната Охридска архиепископија. Таа црква била засолниште за верните, но и замена за изгубената Самуилова држава. Во незините епархии имало народни кујни, сиропиталишта, старечки домови, болници за телото и за душата, или она што ние денес го нарекуваме социјална и здравствена заштита. Нивните манастири биле и просветни центри. Многу од незините архиепископи се грижели и за духовните, но и за световните потреби на луѓето. Јован Дебарски грижливо го чувал народниот карактер на црквата. Како еден од најголемите мислители на своето време, Теофилакт Охридски придонел архиепископијата да биде надалеку почитувана. Димитри Хоматијан, еден од најпознатите црковни и световни правници, им делел правда на луѓе од целата православна екумена. Константин Кавасила бил голем поборник за мир во време на војни. Наспред против притисоците за ромеизација, Прохор храбро ја потикнувал словенската книжевност.
Во времето на Николај II, црквата ги достигнала своите врвни архитектонски и уметнички дострели. Анастасий I бил голем дипломат и борец за слобода, кој ја крстосувал цела Европа, од Шпанија до Русија, од Неапол до Прага. Се среќавал со европските цареви и кралеви и барал подршка за ослободување на Балканот од Отоманската империја. Во време кога вирусот на етнофилетизмот полека почнал да се шири до православниот свет и да ги зафаќа поместните цркви, Охридската архиепископија одолеала и останала верна на својата улога на народна црква. Црква на сите нејзини верници, независно од нивната етничка и јазична припадност. Таа останала верна на мандатот да им помага на луѓето да го запознаат Бога на најавтентичен начин, а тоа е преку нивниот мајчин јазик. И токму во тоа се состојал нејзиниот греф, што дозволувајќи служба на разбирлив народен македонски јазик, таа не дозволила однародување на верниците. Со секоја одмината деценија, притисокот врз архиепископијата се зголемувал, се до 1767-та, кога таа жива гранка на Христовата црква во Македонија била подкршена. Тоа е време кога дошле владици грци, лицем светци, срцем волци, како што ќе ги опише Григор Прличев во песмата 1762 лето. Со тоа започна можеби најмрачниот период од историјата на македонскиот народ. Период на асимилација, присилно однародување и преименување. Со распадот на Османлиската империја, православните милети станале девлети. Диацезите на поместните балкански цркви станаа граници на новите балкански држави. Крстот, наместо символ на безусловна љубов и пожртвуваност, стана символ на надмоќност и сила. Стотици словенски написи беа избришани, илјадници словенски ракописи беа уништени, стотици илјади верници беа принудно преименувани, а нивните идентитети насилно менувани. Она што опстана беше однесено во странските архиви, библиотеки и музеи. Но и во тие мрачни периоди, живата црква изнедри бројни духовници и преродбеници како Кирил Печиновик, Јоаким Крчевски, Теодосије Синаецки, Партеније Зографски. И сето тоа се промени со формирањето на современата македонска држава. Од подкршена гранка на Охридската архиепископија никна нова фиданка која даде богат плод. Минатата 2017 година прославивме 50 години од возобновувањето на Охридската архиепископија во ликот на Македонската православна црква. Со тоа започна нова епоха. Конечно ја добивме првата Библија на современ македонски јазик. Се возобновија старите и се изградија многу нови храмови. Македонските цркви се исполнија со верници, а македонските манастири со монаси и монахињи. Но паралелно со тој нов процут, црквата се соочуваше со предизвици. За време на животот во поранешната заедничка држава, власта ја ограничуваше црквата само како религијска заедница. Од денот на независноста, Македонската православна црква го проживуваше сето она ништо минуваше и ништо се уште минува Република Македонија. Тоа се години исполнети со блокади, изолации и непризнавање кои создаваат кризи. Тие кризи предизвикуваат поделби наместо сплотеност, цинизам наместо добронамерност, сеирџиство наместо солидарност и омраза наместо љубов. Се изгуби умереноста, трпеливоста, честноста, добрината, човечноста. Во вакви сложени услови, Македонската православна црква се соочува со двоен предизвик. Првиот е да остане верна на изворната Христова порака. За жал, сведоци сме на горчливите плодови на етнофилетизмот во соседството. Затоа црквата во Македонија треба да се грижи пред се и над се за духовниот идентитет на луѓето што извира од верата во Исус Христос, бидејќи само духовно променети луѓе можат да го променат духот на нашето општество.
Вториот предизвик е црквата да биде општествено релевантна. Живееме во време кога некои велат дека црквата е анахрона институција, која не соодветствува со духот на времето во кое живееме. Време на секуларизација, глобализација, дигитална трансформација, флуидност на идентитетите. Република Македонија е секуларна држава и како секуларна држава ние гарантираме фундаменталната човекова слобода на мисла, совест и вера. Но има еден загрижувачки тренд. Се повеќе секуларни држави во Европа и светот стануваат секуларизирани држави кои се обидуваат да ја истиснат верата од јавниот простор и да ја ограничат на најмалиот можен простор. А тоа е просторот меѓу нашите две уши, држејќи ги при тоа нашите усти затворени. Фундаменталните човекови права и слободи и вроденото човечко достоинство се повеќе се девалвираат. Бракот како заедница на еден биолошки маж и една биолошка жена и семејството како заедница на родителите и нивните деца се дезинтегрираат. Во длабоката морална криза исчезнува граничната линија меѓу вистината и лагата, меѓу исправното и погрешното, меѓу убавото и грдото. Новиот релативизам очекува од нас да го прифатиме како апсолутна вистина тврдењето дека нема апсолутна вистина. А без вистината нема ниту доверба, ниту одговорност, врз кои се темели секое слободно општество. Во вакви услови црквата е исправена пред огромна задача. Таа треба да биде глас на совест на општеството и конструктивен критичар на државата, да биде промотор на социјална правда, квалитетно здравство и воспитание и образование кои се мерило на успешноста на една држава. Црквата треба да биде втемелувач на добрите навики на срцето, да ја брани светоста на бракот и уникатноста на семејството. Во ера на поствистина, црквата треба да биде столб и тврдина на евангелската вистина. Во време на морален релативизам, црквата треба безкомпромисно да обстојува на моралните и етичките апсолути. Во период кога се обезвреднува човекот, црквата треба да се стави во заштита на непроценливата вредност и неотугивото достоинство на секој човек. Но црквата ќе биде општествено релевантна само ако е општествено контракултурна. Таа контракултурност не се состои само во чувањето на старите добри црковни традиции. Црквата треба да биде контракултурно, односно, како што впрочем биле сите нејзини маченици, светители и просветители кои не се плашеле да застанат наспроти доминантните деструктивни струи на своето време. За да ја исполни оваа голема задача, Македонската православна црква треба да црпи од богатата традиција на Охридската архиепископија, да се инспирира од големите архиереи, од посветените монаси, од пожртвуваните маченици, од црковните отци, од светите апостоли и пред се и над се од вистинската лоза Исус Христос. Бидејќи само така, независно дали е признавана или не, Македонската православна црква Охридска архиепископија ќе продолжи да биде дел од едната, света, соборна и апостолска црква. За многу години да ни е Охридската архиепископија, да ни е вечна и вековита. Ви благодарам, почитуван председателе.